Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, повеќе од еден месец председателот на Собраниската комисија за земјоделство не ја закажува седницата за да поминат измените на Законот за земјоделско земјиште предложени од пратениците, со кои што се олеснуваат многу постапки за земјоделците. Измени во законот предложен по скратена постапка уште од 19 февруари, а со кој што се предвидува можност земјоделците што имаат истечен договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост да можат непречено да го користат земјиштето, се до склучување на нов договор и за истото да го стваруваат правото на субвенции во периодот токму и на изборен процес. На тие закупци, правото на користење на земјиштето во овој период во единствениот регистар на земјоделски стопанства да им биде запишано по службена должност на Министерството, без барање и трошоци на земјоделците за елаборати и за административни такси. Нагласувам дека предложените измени ниту се популистички, туку се системски, бидејќи потполнуваат една правна празнина на закон донесен од едно друго собрание во 2007 година, кој сега и во иднина ќе ги засега сите земјоделци, односно сите 10.000 и над 10.000 закупци. Именно со законот пред се предлага користењето на државното земјиште од истекот на договорот за склучување во закуп до склучувањето на новиот договор за закуп да биде законски регулирано и за користење на тоа земјиште во овој период закупците да можат да ги остваруваат сите права кои што им следуваат по однос на овие договор. Односно, согласно законската регулатива моментално има правна празнина помеѓу престанокот на договорот и склучувањето на новиот договор, а согласно истиот закон кој што е единствено важечки во целиот овој период треба да се спроведе сложена административна процедура за да земјоделците повторно склучат нов договор. Ова пред се е важно бидејќи почнувајќи од првичните 172 договори кои што истекуваат крајот на декември 23 март 24 година, па во следните месеци ќе истечат нови стотици договори, особено во периодите кога ќе бидат изборните кампањи, односно април, мај и јуни, односно и во период кога ќе течат сигурно преговори за нова влада. И токму во овој период, заради тоа што ќе истечат стотици договори, а секоја следна година приближно над 500 договори ќе истекуваат, секој земјоделец ќе се соочи со истиот проблем со користење на земјиштето предмет на договорот на закуп, кој истекол па се до периодот на склучување на нов договор. Согласно законското решение, кое што е наследено од претходната власт, продолжувањето на договорите може да се случи дури по истекот на тековните договори и тоа во доста сложена постапка која што тогаш била регулирана, која бара и донесување на решение за престанување на договорите, нивна правосилност, бришење на правата од катастар, одземање на владение, па претходна одлука за согласност на владата за склучување на нов договор, па позитивно мислење од државното правобранителство, нови геодетски елаборати, воведување во владение и повторно запишување на правата во регистарот. Токму тоа беше мотив да овие измени на законот бидат направени не само за овие закупци на кои што имаат истечените договори, туку и за стотици други земјоделци кои што ќе имаат истечени договори во периодот на април, мај, јуни и понатак. Исто така секторите на Министерството информирам дека секојдневно работат во подготовка на соодветните информации и одлуки кои што претходат на склучување на новите договори и досега се изготвени потребните одлуки за сите договори, односно е постапено по сите барања на земјоделците кои што имаат истечено договор. Повторно нагласувам од неопходноста покрај постапката која што спроведуваме на влада и покрај нашата целосна подготвеност од страна на службите со сите информации и одлуки за секој еден договор кој што истечен, а се подготвени информациите и одлуките, потребно е и да се донесе предложената измена во Законот за земјоделско земјиште заради цврсти гаранции и целосна сигурност на земјоделците со цел да им биде загарантирано правото на користење на земјиштето во овој период кога истекуваат нивните договори, па се до склучување на новите договори, но и да имаат загарантирано право на субвенции. Да потсетам дека дел од договорите на земјоделците ќе истечат токму во период кога се пријавуваат
субвенции и токму овие измени на законот ги отстрануваат сите овие празнини кога на начин на што ниту еден земјоделец нема да биде оставен без субвенции за ова тековна година. Токму од тие причини бараме итно свикување на комисијата за земјоделство и итно поминување на овие предложени законски измени на законски решенија на пленарна седница. Дополнително неопходноста да се донесе оваа измена е пред се и земјоделците на кои што договорите, како што кажав, ќе истечат во следните 2 или 3 месеци, а за кои согласно постојното законско решение објективно поради сложеноста и должината на постапката нема да можат да бидат навремено продолжени договорите, за да можат непречено да го користат земјиштето и за да се ги остварат субвенциите. Помина 2 недели откако лично јас заедно со земјоделците од Свети Николско потпишавме петиција со кој што бараме итна седница на Собраниската комисија и итно поминување на овие законски измени. Затоа повикувам и пратениците и председателот на комисијата да не ги блокираат овие измени кои што се од интерес на земјоделците, кои што ги кратат маките на земјоделците, на кои што за прв пат им истекуваат договорите. Сакам да напоменам дека ова е закон од 2007 година, тогаш се склучени договори на 15 години и ова се први договори кои што истекуваат токму во оваа година, а се склучени во 2008 година. Земјоделците не се виновни што токму во овој момент и во овие 2-3 месеци ќе има избори, а ние секогаш сме биле партнер на земјоделците и токму затоа ги поддржуваме итните измени со кои што ќе скратиме многу процедури и ќе скратиме неизвестности како тоа другите институции ќе се изјаснат, како ќе се изјасна и државното правобранителство и други невладини, односно институции кои што не се под владата, и заради целосна сигурност на земјоделците сметаме дека со ова законско решение сите овие стотици договори можат лесно, брзо и веднаш да бидат продолжени и токму затоа сметаме дека се од интерес единствено на земјоделците, а пратениците бидејќи ги представуваат и граѓаните и земјоделците, бараме итно овие измени да бидат донесени. Благодарам.